Еднаш видено, никогаш заборавено. Ова важи за убавините на Охридското поднебје кои никогаш не исчезнуваат од сеќавањата на посетителот, а понајмалку на домородец кај кого си поиграла судбината оттргнувајќи го од предградката на родниот крај. Тој нека е и на крајот од светот, оваа гледка ќе ја наслика доколку е уметник, ќе ја опее доколку е поет, ќе изгради исто живеалиште доколку е градежник, ќе ја задржи собствената дејност и умешност, ќе ги следи животните навики стекнати во родниот крај, ќе помислува дека е дома и ќе се радува како дете на игрите од сонот, посакувајќи уште еднаш да истрча бос по зелената родна трева. Ќе се надева дека кога тогаш ќе се случи топлата преградка со родното огниште. Боже, колку ли тешки соништа, дом во родното место, дом на крајот од светот, а тој некаде помеѓу нив. Примерот на човек кој живее помеѓу соништата и стварноста, помеѓу бескрајните далечини и блискоста, помеѓу надеждите и можностите, ќе биде тема на оваа сторија. Ќе ја гарнира животниот пат на Тоде Кузмановски, кој уште далечната 1970 година го фати патот према неизвестноста, оставајќи го зад себе родниот праг, ама и сопруга со две мали дечиња. По престојот од 10 години во Австралија се враќа во Горно Лакочерај, каде што е и роден. Сакаше да ја продолжи традицијата на добар домаќин по примерот на татко му Перо, кога се заложува за враќање во живот на веќе испостениот и неплоден имот, го обновува и проширува до тогашното живеалиште, го гледа растот на собствените деца. Тоде чувствува дека раминиците му се единствената надеж за обстој со оглед на скромното поседување на механизација за обработка на земја, а до неа тешко се доаѓаше преку раменици. Децата драги билја нарастеа. Повеќе се вклучуваа во процесот на работа поради работните навики, отколку поради помошта на родителите. Полека, но сигурно, постануваа следбеници на традиционалниот однос према трудот, токму онака како што работеше и дедо им Перо. Најнаш испостените садници постанаа плодни. Бочвите повеќе не беа суви, низ дворот зачестено се движеше крупен и ситен добиток. Произлегоа домашни производи дури за понуда на пазарот. Се зголеми и обемот на работа кој Тоде го почувствува како товар. Јасно му беше дека само вложувањата во механизација олеснително ќе придонесат, ама ќе го зголемат и производството. Се прашуваше само како. За да се вложи треба да се има. Токму ова прашање ќе го врати во Австралија, ама откога на Драги како сопруга ќе му се придружи Ирена, а Билјана ќе замине кај сопругот Зоран. И 1997 година Тоде се враќа во далечната земја со чувство дека претходната авантура како искуство ветува иднина. Овој пат со него поаѓа и сопругата Нада. Тие ќе сторат се само да ја олеснат живеачката на своите деца, особено на Драги, кој одлучи да биде работен наследник на својот татко. По доаѓањето 2002 година, Тоде и Нада забележуваат огромен напредок во свежо формираните семејства од собствените деца, кога се одлучуваат за уште неколку години самување во интерес на додатна подкрепа на своите. Со оглед на моментот на раѓање на 4 внучиња, Славица, Јасмина и Дарко во семејството на Драги и Марија во семејството на Зоран и Билјана, заминувањето им беше многу тешко, но истовремено и одлучно, со оглед на потребите од двете семејства. Судбината од бесконечно заминување, ама и враќање. После 7 години одсуство, Тоде и Нада повторно се помеѓу своите. Овој пат радоста ќе ја делат цели 3 месеци. 100 дена ќе трае гордоста на Тоде, восклитувајќи се од успесите на своите. 100 дена како да му се доволни за балансирање, па дури и заборав на макотрпниот живот во туѓина. 100 дена радост ќе треба да го носат со енергија за уште неколку години живот без најблиските. 100 дена ќе повлечат заминување, ама и многу враќања.
Во последните 7 години Тоде интензивно ги помагаше семејствата од собствените деца. Ја зголеми желбата за работа кај синот Драги, комплетирајќи ја земјоделската механизација до степен на совршенство. Годишното производство над 40 тони квалитетни јаболка е веќе практика на Драги, ама и неколку тони винско и сортно грозје, кој денес ги исполнува бочвите со квалитетно вино, претежно за домашни потреби, ама и ракија која е дел од традиционалните домашни производи на едно македонско домаќинство. За таа намена Тоде додатно инвестира во недвижен капитал, збогатувајќи ја родната површина со уште неколку насади со јаболка и лозје. Тоа ќе значи дека ќе се прошири инвестицијата во простор за складирање на готови производи, сметајќи и наказанот за варење ракија, кој за оваа прилика држи издвоено и почесно место во инфраструктурниот дел од неговиот имот. Дека Тоде инвестира и денес укажува гледката на ново изградениот објект за живење, лоциран наспроти старата куќа. Токму тој е изграден на новокупена земја, која во продолжение нуди простор за градинарски насади. Дедо Перо токму тоа го тврдеше. Предворието треба да блиста од убави насади од трева и цвеќе, додека пак насадите од облик на зарзават и зеленчук треба да ја држат површината од другата страна на домот. Со оглед на врзаноста на семејствата од Драги и Билјана со градот, Тоде беше тој кој успеа да ги смести во градски простор во центарот на градот, ама и да изврши преуредување на куќата од Билјана и Зоран. Се што може да се свати како инвестиција на Тоде, се е умешно вложено, се разбира како резултат на домаќинското работење на неговите наследници. Ете зошто денес Тоде е толку радосен и задоволен. Ете зошто колку толку успеа да совлада тагата за повторно заминување, зашто знае дека при следното враќање ќе биде уште позадоволен. На крајот од краиштата уште неколку години го очекува пензија, време кој после тоа ќе нема заминување. На таков начин всушност Тоде и Нада работат и за себе и за своите деца. Тие веќе го фиксираа малиот Дарко како званичен наследник на нивната лоза, кој успатно, иако е млад, во него се чувствува желба за домаќински однос према она што го ствараат постарите. Деновиве бевме сведоци на максимално вложениот труд за собирање на јаболка, не само кај Дарко, туку и кај Славица, Јасмина и Марија. Јасмина дури покажа умешност во владењето со земјоделската механизација кога ја затекнавме како управува трактор. Или, по се изгледа, и традиционалниот однос према трудот е наследен. Вреден беше дедо Перо, вредни домаќини се и внуците. Тоде и Нада деновиве заминуваат за далечната Австралија. Заминуваат задоволни и среќни од повеќе причини. Најнапред, семејствата кои ги оставаат во Охрид се напредни, здрави и вредни. Недвижниот имот максимално се одржува и произведува квалитет за пример, а им се приближува и времето кога враќањето ќе им се случи само уште еднаш. Нека се здрави и живи.
Каква е живеачката во Австралија наспроти живеачката во Охрид? Живеачката во Австралија е, мислам дека подобра и поќе се работи, али бидејќи пошто се зема подобра и пара се заработуваат и затоа доларот го лажи човекот за да работи поќе. Овде пошто нема работа и така помалце и се работи. И сакаат другите да работат за ниска пара. Али родна земја ти е, мораш... Добро сега. Тој кажуваат дека заработувачката е животот како е. А ние, Австралија, како емигранти таму, сакаме да заработиме и да се вратиме во родниот крај, во Македонија, како наша земја, родна земја ни е. Македонија. Таму вардиме да заработиме нешто и да се вратиме во својата земја. Ваму. А мене поќе и пошто ми е мене фамилијата овдека, синот, керката ми се во Македонија. Овај ми е синот, со сната исто Ирена, и кој има 3 дечина, 2 керки, 1 син. И затоа ние вардиме да запечалиме и да му оставиме на децата како подобар живот за во иднина. Исто и керкава, пошто живее во Охрид, работи и ја помага минија нешто, вака направивме овде, нешто во Лакочереј, па и во Охрид. Пошто е далеку и патот е прилично и скап, па скоро понадалеку на 4 до 5 години, некои на 10 идат, некои пошто таму се иселени фамилијарно, сакаат да дојдат, али пошто му се внуците таму, деца таму, и тие идат поредко, а ние идеме почесто кому му е фамилијата оде, ради децата, ради животот во Македонија е добар живот све, саде што нема вработување и затоа и пара нема. Иначе јас мислам да е подобро овдека климава животот во Македонија, со Австралија многу е подобро овдека. Саде таа е поунапредна, што е побогата и пари што има повише. Може да се заработува поголем печалба. Јас сум од мојот син многу изненаден што она што му го остави сето го зачува и многу има доприносено, изградено со моја помош, а и со работа негова, кој се виде на лице место, има изградено 2 куќи во Лакочереј, а исто зедовне и стан во Охрид, во центарот на стара автобуска. И јас сум изненаден од синот, исто и на работата друга полска што имат извршено, како јаболка, многу квалитетни произведени се, сега е бербата, ги збираме, а исто и лозјата, шпалери, 2 парцели имам, кои се добро гледани. И затоа јас ми е мило и да го помогнам, што сум работал, синот испроведил све на планирано место. За спомен ќе понесам печалбата негова што има, да можам начесто да ја гледам таму. И жал ми е што ќе се разделиме од овдека, пошто треба да замениме таму, мислам до кај пензија да седам таму, па пак ќе се вратам измеѓу ними. Ако сте здрави, живи со староста, да седиме со моите внуци и деца. Па, ако не се работи во животот, не може да обстане човек и со фамилијата. Мора да се труди да работи. Тоа веќе кај нас е една традиција и наследно. Така ќе му ставиме и на синот и на керките наследно да што може да одржават и да... Сестра е малку за полска работа, послабо е била. Пошто живее во Охрид. Од целостана граѓанка се е подобра за живење. Иначе добра е вака, работи и да се труди помалу. Добре, чим се живее заедничко, ќе биде уште подобро. Чим има слуга,
има и богаш. Не научи да бере јаболка? Збира се многу мироните. Јас сум по потекло од Дебарца, од Слатино. Растена сум во Охрид и од град в село избегав бегал како машми. Оти моите родители не ме даваја. Како дете бил проблематичен, вагабонд, белаџија и сите пријатели ми кажале дека нестабилен човек, например. А јас како дете од ситуирани родители, татко ми доктор, мајка ми професор, не сакаја да слушнат за село. А после, со тек на време се помирија. После сватија дека не сум направила грешка. Ама ми рекоа, и да имаш проблем, не смеш да ми се пожалиш. Ти си го отпрати цел живот ке го трпиш. Ама со слога, кај има слога и има ти Бога. Сложно ако ке си работиш. И тој, например, си се озбили, фамилиарен, 3 деца и мора да мисли за екзистенцијата на семејството. Да се работи. Секој, например, во младоста сакал да шета, да изведува нешто, ама кога е фамилиарен мора да се прибере. Сега не може да го избркаш да биде скитник. Сега може само по нивјево да работи заедно, едно, друго, што треба. Ние за дека? Па за сега супер ljudi. Јас сум 4-та година средно гимназија, во елитно училиште и сепак сум една од најдобрите. The best. Супер. А исто така и мојот брат, мојата сестра и мојата братчеда и ги следат моите стапки. И тие тројца се вредни, послушни и учат. Тоа е најважно. Од прво деление до сега све 5 имат Славица. Првото дете на Драги. Какви бели правил, драги, кој бил млад? Не, драги, Драги, кој супер. беше млад, малку, спортот го шеташе и вака. По-женски. Многу девојки имал. Жената се шали малу појке, заш појке нести љубев на времето. И татко е биле за тоа замислен. Па добро. Тоа и не е некој греф. Македонија треба да се множи. Да. Браво, Јован. А исто и јас, кога ми ја побараше колата мене, ако одиш му викам по девојчина, ќе ти ја дам колата, саде да не коцкаш и да се не пијаниш. А иначе го пуштав слободно да шетат малце. Ќе млата, мојата навика ќе дојди работата самата. Па сега стана најдобар домајчин и со работа и режидба на градинарски култури, што не може никој да го замени него. Чим сакав да се слушнам, ќе се јавиш и што да правиш? Малце тешко е, 12 години Тешко. каде сме разделени и работам неприлично тешка работа и јас и таа работеше во градот на чистење, на други работи, 2 смени, како продавачка работеше на маркетите. И затоа се допринесе доста. И таа му да каже, како беше работата нејзина, 2 работи во еден ден ги работуваше. Пред пладне работуваше како продавачка, после ручек одеше како чистачка во зградите на Мелбурн. Знаеме веќе, учиме 9 години и го знаеме перфектно веќе јазикот. Така што уште утре, ако ми се даде шанса, ќе би заминале странски. Нема да останете Нормално со разбирали. помош на нашите родни. Со помош на нашите дедо и баба. Каде работите? Јас во Тинес работам, на маркетот. Како продавачка, касиерка. Почетокот тежок, ама со тек на време ќе се навикне. Јас работам на пасар. Продам на пилјар.
Јас сум во ЕМО електромонтажа 20 години. Покрај тоа се занимавам и со земјоделие. Се е малку потешко во ЕМО, ситуацијата е полоша малку. Се приватизира фирмите, знаеш, се преокрет на државата, али ми се надеваме дека ќе тргне. Уште е така доволство. И затоа се занимаваме со земјоделиево си. Имаме ни околу 1900 садници, јаболка, лозјата, нешто стока. Главно е добро. Ево, пошто татко и мајка ми сега ќе се враќаат поново во Мелбурн, Австралија, јас таму би поздравил брачеди имаме, тетки Срашета го поздравам, со Јованка, Даниела, Билјана, Василка, Роберт, Евде, потоа пријателите во Мелбурн исто, во Престон, Люба, Тоде, децата нивни и сите роднини пријатели кои се наоѓаат на престој во Австралија. Јас ќе ги поздравам Чичко Страше, Мина Јовка, кој ќе си имам со Билјана, со Данче. Исто така ќе поздравам баба Василка, тетка Евде, Роберт, баба Љуба, дедо Тоде и сите други. Поздрав до Чичко Страше, Нина Јованка, Билјана, Даниела, баба Василка и сите други. Јас ги поздравувам Чичко Страше, тетка Јованка, Билјана, Даниела, баба Василка, тетка Евда, Роберт, баба Љуба, дедо Тоде и сите други преостанати. Јас така ги поздравам баба Нада, дедо Тоде. Посакувам среќен пат за Австралија. Посебно ги поздравам баба Љуба, дедо Тоде, Чичко Страше, Нина Јованка, Даниела, Билјана и цела населба Престон. И нека дојдат што поскоро да не посетат нас во Македонија, да ги видат убавините на Охрид, убавите места во Лакочере, убавиот манастир, убавите цркви, убавата гледка, да го вдишат чистиот свеж воздух Во нашата Македонија. во нашата родна земја. И да уживаат и да се подружат со нас, да видат дека и овдека и Македонија напреднува, не е се заостанато. Луѓето се повеќе и повеќе се школуваат, завршуваат факултети, се отвараат се повеќе странски фабрики кај нас. И се оди во нагорна линија, не е се толку лошо како што прават, како што слушаме дека е. Поздрав до сите роднини Австралија и пријатели што ке прашаат за нас, дека сме добри, исто им го посакуваме и нами. Нај повеќе до Јованка, Страше, Дани, Биле, Роберт, Евде, тетка Василка. Толку. Јас сум ќерката од Тоде, Билјана. Живеам во Охрид, работена сум во Тинекс маркетот. Ова лето работата ми беше со туристи на работа, со сезонски. И послабо го видов, мислам, ама пак имаше време да се видиме. Сега есенва се видовме подобро. Сега малку разделува ќе ни биде тешка. Тамам се навикнавме. Инаку убаво си поминавме, ни помогна, реновиравме куќата. Со помош негова доста вложи и напорно снаша на работа па дома. И све добро испадна. Сега желба моја е што побрзо да се врати, да не се деса толку дека 7 години не беше дојден. Не тоа, да Австралија е вистина богата земја, ни помага почесто и кога не е тука финансиски, ама
ми не достига како родител. Истина, пара за пара, ама разделбата е тешка. Далечна земја. Исто таму имам и брачеди Страше, Јованка, Билјана и Данче. Титка имам Василка, Евда, брачеда и со детето исто сите ги поздравувам да дојдат да се видиме во Македонија. Тоа сега му пожелувам на татко ми добар пат, добро здравје и почесто да се врати И на мајка ти. на побрзо. И на мама исто. Добро, мајка ми, малку поќе со брат ми. Тоа е шала исто. Ама така се викаме, јас со татко ми, мајка ми со брат ми. И така. Се смеја. Родителот да не едно дете го помага поиќе едното друго, али родителот мисли за двете деца. Исто јас мислам. Јас и ти зорото. За да варди да биде добро и добро да напредуваат двете деца. Јас мислам, не ги разделувам дали е синот или ќерката. На двете што можам подеднакво му ги помагам. Било во куќа, било за изградба на куќите што му помогнав и лакочере и на синот и на ќерката и нешто пара финансиски. Сега колку го признаваат, не знам сега тие тоа. Што да ти признат сега? Се шалат. Се смеја. Признаваме, ама